Здраво и добре дојде на денешната подкаст епизода во која ќе зборуваме како од хаос да дојдеш до структура, односно како јас им помагам на предприемачите конечно да добијат живот како што сонувале, како што сакаат и конечно да водат бизнис, а не да бидат вплеткани во самиот бизнис, односно да му бидат роб на нивниот бизнис. Пред да започнеме со да ти ги одгатнам кои се трите чекори, многу се едноставни, знам дека ќе ги разбереш, без гајле, ќе ти дадам и неколку вежби доколку останеш до крајот, но сакам само да почнеш да размислуваш на еден малку поинаков начин, а тоа е, замисли како да имаш, да речеме, 9 подруми, и замисли повремено како во текот на денот или неделата се нешто имаш вишок, фрлаш во едната просторија, подрум, па не знам, одиш во другиот подрум, па во третиот подрум, постојано се нешто фрлаш, дотураш, поставуваш и си викаш ај ова здравје у недела ќе го средам, ај ова здравје на лето, ај ова на зима и верувај дека во минатото кога јас вака функционирав, буквално ќе сменам летни гуми, зимски гуми, па ќе ги ставам во подрум. Останале цела година, ски, вишок имале пикниги у подрум, стара гардероба, непотребни, не знам, тегли, чуда, вако, тако и кој ќе влезеш у подрум, имаш што да видиш, нели? Подрумот со глупости и само си викаме од кај да почнам сега, мајку му дерем, ова има многу работа и си одоговлекуваме, нели? Ајде ова после нова година, ајде за нова година, ајде не знам ова, не знам она. Сега, зошто ти реков 9 подруми, а не еден? Затоа што во нашиот бизнис, без разлика што и да работиш, дали си машински инженер, електроинженер, програмер, дали си, не знам, заварувач, дали си фабрика за производство на X, дали се бавиш со транспорт, со услуга, со маркетинг или што и да е, секој бизнис има 9 сегменти без разлика дали за тоа ти знаеш или не знаеш. Затоа метафорички ти кажам, замисли дека имаш 9 подруми и доколку во твојот бизнис, нели, само ги трпаш работиве, нели, секако дека создаваме хаос и подоцна кога тој хаос ќе се зголеми, не ни се почнува од никаде. Токму затоа првиот чекор запиши е детална длабинска анализа. Значи првиот чекор, што е тоа што го работиме со луѓето кои што ги менторирам, е буквално да отвориме со лупа внатре и да погледнеме што се имаат во нивните подруми. Но покрај овие 9 сегменти на бизнис имаме уште еден бонус подрум, а тоа е нивниот живот. Јас сега ќе почнам обратно, а после ќе ти дадам детали и за овие другиве 9. Зошто е најважно овој 10-тиот, што го нареков бонус? Затоа што всушност бизнисот е многу едноставен, но луѓето се комплицирани. Токму затоа првиот чекор кој што го правиме е длабинска анализа на лично на твојот живот. Верувај ми, менторирав стотици предприемачи. Соработував со компании како консултант и со кои што има милион евра промет, 5 милиони евра, 10 милиони евра, со 5 вработени, со 500 вработени, точно знам за што зборувам. И ако е нешто најважно во животот што го сватив, може би ќе излезам малку надвор од темата денешна, но ќе се вратиме бргу, немај гајле, а тоа е дека највеќе нешто што зависи дали ќе успееш во бизнисот или не, зависи од твојот брачен партнер. Значи, ако ти имаш хармонија, ако имаш добар соживот, ако инвестираш во твојот брачен партнер, сопруг, сопруга, небитно, верувај дека и можеш, нема граница што можеш да ја постигнеш. Меѓутоа, ако имаш партнер кој што не те подржува, кој што ти е љубоморен, кој што имаш сопки, кој што не можеш да функционираш нормално, со кој што не можеш да разговараш отворено за тешки прашања, верувај ме дека можеби имаш огромен потенцијал, но доколку ова број 1 прашање не го затвориш, не ја подобриш врската во која што живееш, верувај ме дека ниеден бизнис на светов за тебе нема да биде добар. Како знам, верувај ми што не се нагледав во животов. Од обиди за разводи, од луѓе кои што се лажат едни со други, од кредити па едниот брачен партнер не знае, од долгови па другиот не знае, од проблеми, од одлуки, од љубомора, од чуда, да не ти зборам што се видов. Токму затоа, драг мој пријател или пријателке, првиот чекор е да погледнеш во твојата
соба или во твојот прв подрум, а тоа е да направиш детална, длабинска анализа на твојот приватен живот. Како тоа можеш да го направиш? Многу едноставно, прашањата се одговорот. Затоа, земи празен лист и пенкало, одвој си време, повторно ќе кажам, одвој си време, закажи состанок со себе, немој од нанозе, немој за работно време, немој на трчање, немој навечер пред спиење додека се убиен од работа, не. Закажи состанок како да ти е најважен во животот. Александар кога ова го прави, зема тефтер, еве ги машала, гледај колкај тефтери се по 600 страни, еве ги. И буквално ќе земам една ваков тефтер, земам кутија цигари со мене, ништо да не ми фали, идем у природа и седнем, разговарам сам со себе, што е тоа што во мојот живот функционира, што е тоа што во мојот живот веќе не функционира. Значи, длабока чистка. Што треба да задржам повеќе, што би сакал да имам повеќе, но и што и би е време да расчистам со глупости во мојот живот. Јас овде нема да ти попувам што ти треба да направиш, нема да ти сервирам готови прашања, затоа што знам дека не постои човек на светов кој што не може да седне и да поразговара сам со себе и да оние прашања кои што те тиштат, кои што те мачат, оние работи со кои што постојано се нервираш и ги оставаш за утре за заутре, само да седнеш да направиш список, а подоцна и да седнеш да размислиш што понатаму со тие работи. Зошто? Затоа што ако ова не го завршиш сега, биди сигурен дека во 2026 ќе го имаш истото. Нема да ти попувам и да ти држам предавања, знаеш многу добро дека ние сме роботи, дека нашата подсвест ни овозможува 95% па и повеќе да работиме рутински работи. Многу добро знаеш дека денешниот ден, пред 2 дена, пред 5 дена, минатата недела и минатиот месец ни се во голема мера идентични, што значи ние сме повторување, така функционираат луѓето и тоа нема отстапување. Тоа значи дека многу лесно доаѓаш до заклучок дека доколку денес не седнеш и го очистиш твојот подрум, што се вика живот, донесеш одлука што во животот треба да промениш, верувај ми дека во бизнисот многу ќе ти биде тешко нешто да се мрднеш. Веруј ми, стотици луѓе менторирав. Повторно ќе ти кажам, луѓето кои што имаат одличен брак, имаат фантастичен бизнис. Се извинувам. Луѓето кои што имаат хармонија во нивниот живот, имаат фантастичен бизнис. Луѓето кои што имаат растурен брак, кои што имаат швалерки, кои што имаат швалери, кои што имаат бурен, ноќен, нездрав живот, кои што имаат пороци, кои што не знаат кај тераат со животот, верувај ми, не Господ не ги спасува додека не го расчистат овој прв подрум. Зошто ова ти го зборувам? Затоа што денес ти се обраќам тебе, а кога ова ќе го совладаш, се извинувам, и го примениш во твојот живот, кога ќе забележиш дека токму ова сега што ти го зборувам, ти направило промена драстична 2026 ти е многу подобра, сигурен сум дека ќе посакаш и би требало, ако си прав лидер, истото ова да го направиш и со твојот тим, а тоа е заеднички да прегледате во што се наоѓа во нивниот подрум. Зошто? Затоа што и тие се луѓе, и тие не се машини, и тие се некогаш мотивирани, а некогаш демотивирани, исто како и тебе, што значи дека ако си лидер, треба да им помагаш и на твоите луѓе во бизнисот. Значи, првиот чекор е длабока детална анализа. Погледни го животот, колку имаш здрави навики, колку имаш нездрави, колку имаш килажа, како се будиш, каква енергија имаш, кога имаш помалку енергија, кога имаш повеќе енергија, колку имаш работни денови, колку часа работиш, колку имаш пријатели на кои што можеш да им се потпреш и довериш, колку имаш, годишни одмори, колку квалитетно живееш, како се храниш, која е гардероба, каде поминуваш и со кои луѓе време, со што е време веќе да донесеш одлука да престанеш да правиш. Значи, види, можеби попаметно е да се фокусираш што треба да престанеш отколку што да воведеш во твојот живот, затоа што велат дека човек за да стане паметен чита и учи, а за да биде мудар треба да отфарли од се она што веќе го прави, а не треба да го прави,
Затоа ако сакаш да бидеш мудар во животот, само отварај работи на кои што им е време, а како доаѓаме до чист подрум, така што најчесто отфрламе, а не дотураме работи. Значи, кој ќе погледнеш у подрум, гледаш милион глупости, што ти се непотребни, а си ги чувал без веза, така е, драг мој пријател, и во твојот живот чуваш милион глупости, а сега е време за чистка, затоа и месецов и следниот е одличен, а може би подоцна ќе биде доцна, затоа што ќе влеземе во следната година. Сега доаѓаме до твојот бизнис. Значи, ако подрумите се метафора, првиот подрум твој е да погледнеш во клиентите. Со кои клиенти сакаш повеќе да имаш работа, со кои клиенти е веќе време да престанеш да соработуваш. Верувај ми, квантен скок, раст пати 10, дупли промет, не е од тоа да додадеш ти уште клиенти, туку да отфрлиш од овие кои што ти носат минимален резултат. Значи, првиот чекор е ќе отвориш во собата, земи 9 листови празни и запишувај. Првото е клиенти. Пишувај за клиенти се што не ти се допаѓа. Со кои клиенти е веќе време да престанеш да соработуваш? Кои се тие што не ти плаќаат? Кои се тие што те уценуваат? Кои се тие што ти вртат у 12 мајчинем таквата, па те бараат за работи кои што година дена ти ги молиш и трчаш по нив, па сега им дошло јајцето на газот, па ти врта у 11 часот. Кои се тие луѓе кои што те уценуваат и спуштаат цени? Кои се тие луѓе кои што не делите исти вредности? Кои се тие луѓе кои што ностоп ти го рушат редот? Кои се тие луѓе што ти работаат зад грб? Кои се тие луѓе кои што... Значи, ти многу добро знаеш со кои клиенти е време да расчистиш во твојот живот. Верувај ми, во периодот кога заработував помеѓу 1000 и 5000 евра, мислев дека повеќе клиенти ќе ми донесат повеќе пари. Напротив, верувај ми, колку помалку клиенти имам во животот, на кои што можам повеќе да им се посветам, да им дадам поквалитетно знаење, време и информации, на кои луѓе можам да им се посветам со подобра енергија, со помал број, верувај ми дека секогаш качувам цени и многу подобро им служам. Значи, верувај ми дека правилото помалку е повеќе важи и за оваа работа. Верувај ми дека денес соработувам само со 2-30 клиенти, луѓе, предприемачи кои што ги менторирам на програмот и заработувам повеќе од 200.000 евра годишно, добивка, не зборам промет, а во минатото кога имав и по пола милион евра промет, не ми остануваше на крајот ништо. Зошто? Затоа што не ги пресметував трошоците кои што ми бегаа од рака. Зошто? Затоа што постојано бев утрка, телефони, луѓе, вработени, трче вамо, трче тамо, не знаеш кај тераш и на крајот ти гледаш колку промет влегува, а колку реално ти останало, Господ знае. 5 пати дефекти за кола, 100.000 километри поминати, не знам хотели, не знам ресторани, не знам семинари, не знам материјали, чуда, маркетинг за вакво тако и кај ќе видиш што ти останало, ништо. Што памти мозокот? Памти пола милион евра промет. А што имаш ти што ти останало? Тоа е нешто друга математика. Денес, од кога почнав да следам што повеќе cash flow, да избирам клиенти со кого не сакам да работам, верувај ми дека мојот живот се промени и денеска со 2 лансирања заработувам повеќе од 200.000 евра, а некогаш можев да сонувам за ваков промет, а не камоли со 2-30 луѓе да дојдам и да работам спокојно и нив да им помагам и да работам 10 часа неделно. Значи, погледни во првата соба. Втората соба ти е следна, а тоа е понуда. Што е тоа што го нудиш? Што е тоа како производ или услуга? Што Александар ти препорачува? Запиши ги сите услуги кои што ги нудиш, сите понуди кои што ги имаш, сите производи кои што ги продаваш и парето, брате, правило 80-20. Знаеш што е 80-20 парето? Ако не знаеш, паретово правило гласи дека од 100% клиенти, 20% ни носат добивка, 80% ти носат трошок. 80% од твоите вработени се просечни, 20% ти се топ. Од 80% од времето кое што го поминуваш ти е неквалитетно, непродуктивно, 20% ти носи резултат. 80% од робата која што ја продаваш стои на лагер на полица и имаш загуба, 20% ти се најпродавани и имаш најдобра залиха. Ако не ми веруваш,
Направи на било кое едно место, земи без разлика производ, услуга, клиенти што сакаш и ќе забележиш дека ова правило важи насекаде. Што тоа значи? Запиши ги сите услуги, запиши ги сите производи, запиши ги сите ангажмани кои што ги работеш и брате мој, чистка 80% од ѓубрето земи и фрли. Во минатото Александар соработуваше со стотици предприемачи како консултант. Услуга, ваков бизнис, таков бизнис, овој плаќа, тој не плаќа, овој лже, овој трчи, не знае кај тера, овој ваков, овој таков. Што направив јас? Велат човек, кога човек, мудрите како велат, нели, кога човек ќе се замори, станува мудар. Така е, подпишувам со две раце. Од кој работа в гъс преку глава, трчај по градој на тамо намо, ни семејство видов, ни деца видов, трчај, не знаеш кај тераш, ни одмори, ни чуда, ни ова, ни она. Еден ден се заморив. Што јас направив? Викам, ако важи ова за другите, зошто ова не важи и за мене? И сега, ако ти го кажам ова, верувај дека ќе звучам паметен, а ќе бидам искрен, а не паметен. Искрен, зошто? Затоа што додека не дојде денот да ми рече сопругата, брат, кај тераш бе? Ги опраш другите, се жалеа, нема време, нема промет, нема ова, нема живот, децата им пораснале вако тако, а ти, брат, кај тераш? Имаш ли ти приватен живот? Кај се твоите деца? Кај се викенди ти да ги однесеш да ги прошеташ? Кога ова еднаш, два пати, три пати ми го спомна и кога самиот сватив дека е 100% управо, а прво и се љутев, си викам, брате мој, не знаеш кај тераш, исти си како и секој еден предприемач. Што тоа значи? Дека јас седнав ова што ти го зборувам, го применив, верувај, од тогаш животот ми е бомбона. Затоа, отвори ја втората просторија или вториот подрум и влези во понудите. Кога ќе кажам понуда, знам дека од искуство 99 од 100 приемачи не знаат што е понуда, мислат дека тоа што ќе запишеш на лист и пратиш на мејл дека е понуда, тоа е испраќање на понуда. Понуда е што е тоа што буквално го продаваш, како ги пакуваш услугите, производите, а тоа се 9 чекори. Доколку не си го гледал тоа видео, врати се назад, зборував тамо, денеска нема да зборувам за тоа. Следно, отвори лист, тим, што ти е леверидж, што ти е најважно во компанијата? Па во компанијата секако дека имаш објекти, алати, машини, опрема, чуда, но кој е најважен ресурс? Тоа си ти и тоа е твојот тим. Зошто? Тргни ги луѓето надвор од фирма и ќе видиш колку вредиш. Нула. Не вреди ни машина, ни канцеларија, ни возила, ни чуда. Само тргни ги луѓето, ќе видиш дека немат компанијата никаква вредност. Значи, отвори го подрумот кој што се вика луѓе, тим. Погледни кои луѓе во твојот тим се окей, кои луѓе не се окей. И овде не викам ја да влезеш ти насилнички или арогантно. Земи направи најобична својата анализа. Што се добрите страни, кои се слабостите на човекот кој што е вработен во тебе, кои се опасности и кои се прилики, односно на што треба човекот да работи во иднина да го научиш. Види за секое работно место, што е тоа што го работи добро, што е тоа што го работи просечно, би требало да биде подобро. Направи оценка, имаш 10 критериуми, оцени со 10 бода, собери ги критериумите, помножи ги со вкупниот број и ќе дојдеш до бодот колку човекот ти вреди. Ако имаш 10 ставки по 10 бода, тоа ти се 100 бода, ако направиш проценка дојдеш до 30 бода, еве колку ти вреди вработениот. Така и пресметуваме плати и бонуси. Како пресметуваме плати? Има човекот 30 бода, пати основица, еве ти че 30.000 денари. Сакаш 70.000 денари плата? Да, сакам. Подобри го ова, научи тоа, научи ова. Кога е ова ќе го научиш, бујрум дојди земи ги. Така ги менторирам луѓето. Скенирање, агенда, акциски план, ако сака да расте, супер, научи тоа, ќе те дадам плата. Не го работиш тоа, супер, уживај брате. Ако тебе ти се работа за 30.000, супер, ќе најдам некој кој што сака повеќе. За ова во следна епизода, но погледни го тимот и направи анализа што е тоа што треба да научат, во што се добри, во што се слаби, но поединечно за секој човек. Следно, направи длабанска анализа за себе. Кои вештини ги знаеш, кои способности имаш, но и кои се твоите слабости. Како што правиш проценка за другите луѓе, направи проценка и за себе, но ако си фраер, ако имаш муда, дај му го тој лист на најблискиот човек до тебе и нека ти направи проценка. Прво, домашниот партнер, а второ, нека ти направи и човекот на кој што имаш доверба во твојот тим,
нека направат проценка да видат кои се твоите недостатоци или слабости и ова е прашање од $1.000.000 затоа што ќе ти го промени животот. Сега, кога одиме до следниот подрум, а тоа се добавувачи, со кој ти работата супер ти оди, со кој не. Со кој треба да избориш подобра маржа, подобар работ, подобар начин на работа. Кој од добавувачите те заебава нон-стоп, ова грешна роба, ова вакво, ова такво, супер. Направи акцијски план да видиш што треба тамо да промениш. Значи, за секој еден сегмент во твојот живот, бизнис, како финансии, како задоволство на клиенти, како приливи, како клучни ресурси и останато ќе треба да седнеш и да работиш. Доколку не знаеш кои се тие 9 сегменти, или отвори на Google Business Canvas модел, пиши на ChatGPT Business Canvas модел. Доколку не сакаш и тоа ти е полесно, врати се назад кај моите видеа и прочитај, види тамо има едно видео, епизода во која зборувам за 9 сегменти во секој бизнис, односно за Business Canvas модел, и на тој начин ќе можеш да погледнеш во сите 9 сегменти во твојот бизнис. Па тоа, драг мој пријател, идентично го правам секогаш со предприемачите. Секогаш, кога доаѓаат на програм, буквално правиме детална анализа во нивниот бизнис. Кои производи им носат добивка, кои веќе не, што треба да променат, што функционира во нивниот бизнис, што не функционира. Исто и за нивниот живот, кога се будат, како се хранат, имаат енергија, немаат енергија, каков живот живеат, колку дена се слободни, колку часа имаат слободни или немаат. Зошто? Затоа што има една голема вистина, а тоа е се што не мериш во животот, не можеш ниту да подобриш, или со други зборови кажано, се што можеш да измериш, можеш и да подобриш. Така да, првата ставка или првиот чекор е детална длабинска анализа. Сега, кога веќе си направил детална длабинска анализа во твојот бизнис, вториот чекор е стратегија. Што значи стратегија? Многу просто, многу едноставно. Стратегија значи приоритети и што ќе одбереш, на што ќе го дадеш фокусот во иднина. 9 од 10 предприемачи прават една иста грешка која што ја правев јас во минатото. Во текот на денот работаме се и се што, телефони, луѓе, натамо навамо и сме заморени. Обично, кога ќе дојде ден да ни пукне филмот, ние засукуваме ракави и почнуваме се одеднаш да работите, и тоа е грешка што не смеш да ја направиш. Кога ќе ја направиш анализата, како што ти кажав пред малку, ќе воочиш 300 работи на кои што треба да работиш во иднина во бизнисот, односно што се клучни, што се значајни и што мора да ги направиш и знаеш дека треба. Но немој да ја правиш оваа грешка почетничка која што најголем дел од луѓето ја прават, а тоа е да земеш се одеднаш. Што значи зборот стратегија? Еве сега ќе ти кажам. Во животот, во природата и се во универзумот постои период на сеење и постои период на жнеење. Но не можеш и да сееш и да жнееш во ист период. Значи, такво нешто не постои. Тоа значи, зашто ти ја давам моја метафора, за да ти текне секогаш кога ќе инстинктивно ти дојде да решаваш 100 задачи одеднаш. Сети се дека постои период на сеење и постои период на жнеење. Во нашиот бизнис или во овој случај за развој, фазата на сеење размислија како планирање, што тоа значи? Си воочил во 9 сегменти плюс приватниот живот 10 ставки, по 10 проблеми, тоа ти се 100 кусор, а ја знам дека ќе имаш преку 500. Кога ќе ги погледнеш, прво ќе те фати страф. Не, брат, ова никогаш не се доработуе, но сети се дека и во подрум, кога имаш голем подрум, а внатре 300 курци, не ти се почнува. Зошто? Зашто знаеш дека треба да се замориш. И затоа и нема да го правиш. Исто и во твојот бизнис. Ако ти решиш све ова одеднаш да го работиш, само ќе ти здосади и некаде ќе се откажеш. Затоа не ја прави оваа грешка. Затоа биди мудар и постави стратегија. Што значи стратегија? Земи календар пред тебе или земи празен лист, подели го на 12 чекори. 12 чекори ти се 12 месеци. Земи и постави приоритети. Значи,
Ако се бавиш во месец 1, да речеме во јануар, твој приоритет е да го очистиш подрумот што се вика клиенти. Седни и тој месец фокусирај се на тоа. Ако вториот месец ти е зголемување на продажба, супер, само тогаш постави го приоритетот. Трет месец ти е, да речеме, зајакнување на тим, супер, седни и постави го тогаш како приоритет. Но немој се одеднаш. Следна работа, кога ќе дојдеш до планирање, до оваа фаза, долгорочно за цела следна година. Сети се дека повторно на микро ниво, повторно треба истава стратегија да ја примениш, а тоа значи седни и размисли, направи план, конкретни чекори, конкретни активности. Што ќе превземеш, како би знаел дали си ја постигнал целта с големен број на клиенти, намалување на клиенти, подигање на цена, вработувања, и бркање од работа, вработувања, зголемување на квалитет, отпушта. Што го ти дае, што ти и да си одлучил, знам дека знаеш да направиш и акцијски план, и приоритети, и се останато. И сега гледај, драг мој пријатело. Кога ти ќе направиш ваков принцип на стратегија и на планирање, кога ќе напишеш акцијски план, што е овде најважно? Да направиш дневни чекори. Значи, секој Божји ден, покрај тековните активности кои што ги имаш, барем една задача, која што ќе те донесе да го очистиш подрумот кој што ти го зборувам цело време ова. Сега, на крајот на денот, седнуваш и гледаш дали си ја завршил минимум оваа една задача или не си ја завршил. Ова е магијата. На овој начин, драг мој пријателу, соработувам со предприемачите, каде што се ова што ти го зборував, го работиме заедно, правиме анализа во бизнисот, пишуваме бројки, детали, се останато, поставуваме приоритети, правиме акцијски план, доаѓаме до дневна база, една задача, две максимум. И гледа магијата. Кога секој дневно работаш нешто различно од вчера, а во насока на остварување на целта, гледај за година дена што се случува. Еве како моите клиенти доаѓаат за многу брзо време, за 3-4 месеци да работат. Ако работел 13 часа на ден, сега да работа 13 часа неделно. Ако правил 100.000 евра промет годишен, сега да направи 100.000 евра у еден месец. Гледаш како се случува магијата? Кога имаш време да работиш стратешки, а не трчај мочај, секој ден клиенти, луѓе, вработени, галама, дојди уморен, утре, никогаш. Па така и Александар се забаваше порано. Трчај работај, на крај што? Ништо. Кај беше ништо, што виде ништо. Немам како да ти ја покажам, но јануари, кога имавме 25 јануари, кога имавме еден тренинг за скалирање на бизнис, имав баш една детална табела, им покажував на луѓето со односот, колку време вкупно сум работел во минатото и колку била заработката моја и како со оваа примена, како се сменија кривата. Колку помалку работаш, а колку повеќе заработуваш. Затоа што верувајме дека заработката, профитот е скроз обратно пропорционален од времето кое што го трошиш за работа. Значи, добивка, заработка не е работа, не е вклучен труд, не е време, не е напор. Туку е размислување и стратегија. Нема друг човек во твојот бизнис кој што може да размислува за тебе. Мораш тоа ти да го направиш и нема друг човек место тебе. Сега што е разликата со овие што ги менторирам? Па нормално затоа што им давам фидбек, ова ти окей, ова не ти окей, дај да пресметаме ова, дај да видиме друг производ, дај да ја подобриме понудата, дај да подобриме ова, дај да видиме стратегијата ова, види кој систем, овде немаш систем, дај да имплементираме. Значи гледаш само ова сега што ти го зборувам, само им го убрзувам патот и сега например ти се ова што го зборувам, наместо преку обиди и грешки да го направиш за 4-5 години 10, кај ни го правиме за една година. Сега кога сме кај ова, ја не ти викам дека ти мораш да соработуваш со мене, глупости, имам и доволно од клиенти, не е никак ништо спорно, но што е овде цаката? Слушајме се внимателно. Цаката е сите тие дневни задачи што ги запишуваш, за дента да ги работиш, се сеќаваш планот за 12 месеци, недели до дневна база, да ги запишуваш овие.
и да го чуваш документот кој што си дефинирал акцијски план и чекори. И чек-листа, ова сработив, ова не, ова сработив, ова не. Зошто? Затоа што овде ти е школата. 99 од 100 ова не го прати паѓаат. Запознав куп луѓе кои што знаат да направи анализа, да воочи грешки и недостатоци, да знае како тоа да го подобри, да знае да направи акцијски план, но не запишуваат луѓето и не мерат дали тоа го направил или не. Нема дисциплина, за 3 дена ќе заборави за се ова што ти го зборам, клиенти гужва дома, вамо тамо ќе заборави и после вика ова не функционира. Пробав, не може. Немој да ја правиш ова грешка. Зошто е ова $1.000.000 важно? Затоа што ова сега ќе ти го даде рецептот на твојот успех. Што е ова? Ова е фидбек. Дали тоа ќе ти заврши со плод или не? Си ја дигнал продажбата за 100%, си зголемил ефективност. Не. Тоа е само фидбек. Тоа ти е исто као диета си водел, се качуваш на вага и вагава ти вика 85 кг. Супер. Претходно си имал можда повеќе, можда помалку. Не е битно. Сега си имал план, си имал цели, си имал акцијски план, си чекирал, да, супер. Што ти кажува ова? За следен пат, за следниот месец кога ќе работаш на друг приоритет, само да видиш што ти функционира, а што ти не функционира. Тоа што функционира да го задржиш, тоа што не функционира да го промениш. Така Александар направи чуда. Пред 15 години прв пат правам семинар. Зошто семинар? Затоа што кој почнав да работам консалтинг, добивав еден клиент сега, па еден по 3 месеци, па еден по 6 месеци, немаш ни цели да правиш, ни планирање, па кој ќе се собера некојаш 10 клиенти, не знаеш главата кај ти, па некојаш 2-3 месеци немаш работа, не знаеш што да правиш сам со себе. И сега, за да не се случува ова и за да дојдам до подобри, поквалитетни, помоćни, поплатежни клиенти, што правев ја? Наместо да тропам врата да ти треба консултант, ја направив една стратегија каде што ќе одржим семинар у Струмица, Охрид, Прилеп, Битола, Скопје, лево десно, по големите градови Македонија. Ќе направам тренинг на одредена тема, семинар, работилница, што и да е. Ќе се пријават луѓето, ќе дојдат предприемачите, ќе зборуваме за таа тема цел ден. На крајот на тренингот ќе ги прашам, супер, кој од вас сака ова да им помогнем да го имплементираме, ќе крене рака кој што сака да крене, ќе се видиме еднаш 2 пати на состанок и на тој начин добивав клиенти. Но ова сега што ти го кажав е MP3. Зошто 5 години спакувани у 3 секунди? Зошто 5 години? Затоа што цели 5 години ми беа потребни да научам како да пишувам лендинг страна за да луѓето се пријават на семинар. Како да одржам семинар? Значи дошле луѓето темо, како ја да го одржам семинарот? Едно е што ти знаеш, а друго е што ти е сакаат, а трето е која е целта на семинарот, па на крајот на денот и нешто да продадеш. Значи гледај се ова процес кај што ти доколку не мериш колку луѓе дошле, колку имаш продажба, колку се заинтересирани, колку останале до крај, колку се пријавиле, а колку дошле, гледаш колку е интересно? Па некојаш си погрешил целна група, некојаш дошле помалку, некојаш повеќе, па некојаш си го утнал датумот, па некојаш времето, па некојаш местото. Гледаш тој е процес на раст? Е сега, доколку Александар не ги запишуваше сите овие бројки, колку пари сум потрошил за реклами, на кој начин сум се рекламирал, како изгледала таа структура, дали имало слика или било видео, колку време траело, како јас ќе ги подобрував да биде секој подобар и подобар? Никако. Како денес имав 100 луѓе на семинар у Хилтон, секој пат доаѓа семинар, еве како сега на 9 декември ќе имаме, како ќе можам да знам однапред да дојдат толку луѓе, како знам да ставам ограничување, како можам да сум сигурен дека ќе се појават луѓето и се ќе биде во ред? Тоа се години искуство. Е токму затоа, тие години искуство може да те бидат година, 2, 3, а може да ти бидат и 30 и никогаш да не ги научиш, доколку не запишуваш се што работиш. Следна работа и третата е имплементација. Сега слушни ме внимателно. Што значи имплементација? Рековме постои период на сеење и рековме период на жнеење. Имплементацијата сватија само период на жнеење. Што значи имплементација? Тоа што си го анализирал, тоа што си го поставил како приоритет и како стратегија што си ја одбрал,
Сега кога ќе дојдеш во третата фаза, на акција, само работиш она што претходно си го предвидел. Во оваа фаза не размислуваш, а ова да додадам, а ова да одземам, а ова да сменам, а да дотурам, а да одземам. А што викаш, овој да го вработам сега или не? А да вработам сега или по 3 месеци? А да ги дигнам цените или не? А со клиентов ова или не? Не. Таквите работи, ако ги имаш во умот, тоа само кажува дека си во хаос. Затоа и насловот на оваа подкаст епизода е од хаос до структура. Што тоа значи? Дека токму мора во оваа фаза да имаш чиста мисла. Исто како спортистите, постои период кога прават анализа, способности, когнитивност, трчање, рутина, кондиција, чуда и размислува со тренери што треба да подобри. Стратегија, што значи приоритет, дали ќе се бави со храна, дали со трчање, дали ќе подобрува одредени параметри. Ако смени и тренер, и кондиција, и храна, како знае што му функционирало? Никако. Значи се фокусира само на една работа. Трета работа, кога еднаш ќе направи план, го работи као сивоња, го работи као конј, нема друго одстапки. Зошто успешните спортисти ги носат у карантин? Токму за неговиот мозок да не лета лево и десно, туку само да работа. Токму ова и недостасува најголем дел на предприемачите. Однанозе размислува, однанозе носи заклучоци, однанозе прави стратегија, однанозе се премислува, еден ќе дојде ќе му соли памет, друг ќе му соли памет, нешто прочитал, нешто видел и 5 пати ќе ја промени стратегијата, почни не доврши и на крајот тапка во место. Ова е проблемот на најголем дел од предприемачите. Затоа третата фаза, што значи? Имплементација. Знаеш што значи имплементација? Еве ти метафора. Да речеме те боли глава. Толку веќе проблем те голем, што си пробал и чај, и бабини лекови, не помага. Одиш на лекар, што ти вика лекарот? Дај крвна слика, дај магнетна резонанца, дај прашања, дај ова, дај тоа испитување, да. Супер, зошто прави испитување? Да направи диагноза. Што повеќе има параметри, толку диагнозата му е посигурна. Кога овој лекар ќе направи диагностика, што прави? Тогаш ти пишува рецепт или третман. Што ти вика? Ќе земеш овој лек, ќе земеш тој лек, тогаш ќе го пиеш, ова ќе испарлиш, ова ќе воведеш и тоа ќе го правиш, ќе се видиме за X време на контрола. Значи лекарот не отстапува од диагнозата која што ти ја поставил. Ова направи го, па дојди на контрола. Не ти вика пробај еден ден ова, па утре малку ова, па заутре малку тоа, па ова, ако некој ти се јави, па пробај и тоа. Не. Затоа одиш кај експерт, нели? Тоа што ќе ти го пише, и ти ако си паметен човек, го слушаш и го правиш тоа, и кога ќе дојдеш за месец, 2, 3 кој ти рекол на контрола, ќе види лекарот, доколку ти си се придржувал до тоа што ти го рекол, ќе види дали терапијата вродила со плод или нешто во терапијата треба да промени. Како ќе знае лекарот во терапијата дали треба нешто да промени, ако ти не си ја конзумирал и практикувал како што ти ја препорачал? Тоа значи, драг мој пријател, и во твојот бизнис. Кога ќе поставиш терапија во фаза на имплементација, нема промена на стратегија. Применуваш тоа што си мислел во тој момент дека е најдобро. Тоа што сите ние имаме shiny object синдром, или све што ни гледа од конкуренција, или све што гледаме од другите луѓе, ни изгледа дека е поедноставно, верувај ми дека е најголемата човечка глупост. Значи 100 пати приметувам луѓе кои што гледаат што конкуренција прави и мислат дека тоа полесно ќе функционира во нивниот бизнис. Немој никако ова да си го правел. Верувај ми, гледам прават тоа, рилсој, мирсој, се глупира, па ова, па не знам, прегледи, лајкој, вакво, такво, она. Верувај ми, ти не знаеш дали тоа што некој друг го прави, дали носи резултат или не носи резултат. Верувај ми дека во животот си изнагледав лажни луѓе кои што од надвор изгледаат дека имаат чудо нешто, а уствари шупливо, ништо, катастрофа. Во животот се изнагледав луѓе на кои што или компании, на кои што можеш да им завидуваш, леле блазе си им, леле штубо, све им функционира, а тие не знаат главата кај им е.
Верувај ме, не смеам да зборам, оти не е етично, нема да бидам професионалец ако зборувам со име и презиме, а верувај ми дека се изнагледа во животот. Значи ми се повраќа од какви све глумци има, верувај ме. Верувај ме, ако нешто ми веруваш, барем ова верувај ме. Дека луѓето не се такви какви што се представуваат. Значи, обавезно кога ќе дојдеш во имплементација, пиши си негде подсетник дека тоа е терапијата која што ти ја дал лекар, а ако си ти лекарот и си сметал дека е тоа најважно, не е овде проблемот дали ти си паметен, глуп, дали функционира стратегијата или не. Овде е најважно таа стратегија тие чекори да ги примениш до крај. Сега, поминало месец, рековме секој месец приоритети, нели? Поминало месец, си ги направил активностите, сега ќе видиш дали нешто функционира или не. Ако нешто не функционира, само тоа што не функционира ќе промениш. Така правиме партал. Верувај ми, еве, со продавачи кои правиме тренинзи. Ќе вика предприемачи сопственици, знаеш, не го бива за продажба, катастрофа, не продава. Супер, у кој чекор има проблем, У кој чекор има проблем, Не ме разбираат ни што им зборам. Не можеш да речеш дека некој не го бива продажба, ако не знаеш каде греши. Значи имаме повеќе фази во продажба. Дали знае да квалификува луѓе, дали знае да идентификува pain point, дали знае да решава изговори, дали знае да постапува правила на игра, дали знае да разговара за буџет, дали знае да презентира, дали знае да затвора с разговори, дали прави follow-up, дали има дикција, дали има фокус, дали има активно слушање. Колку фази има у една продажба? Дали воопшто разговара со квалификувани луѓе? Дали има самодоверба или нема? Дали разговара, дали има добра дикција, како е изглед? Со кој тон зборува? Дали поставува прашална форма или ги витка прашањата? Дали разговара со самодоверба или подчинето? Дали одговара као дете, као папагал? Или поставува контрадикторни прашања? Виж колку е цела наука е продажбата поделена во неколку чекори? И некој ќе ми рече, знаеш, не го бива продажба. Како бе не го бива продажба? У кој чекор има проблем? Па не, знаеш, таков е. Што ти кажува ова? Дека луѓето размислуваат паушално. А замисли кој е некој предприемач, што ги менторирам, вика, супер е, ама види, слабо затвора. Овде решаваме само затварање. Ајде да видиме зошто не ги затвора. Може би нема самодоверба, може да има верување, може да не верува у производ, у услуга, у што. Гледаш како има некои други работи. Затоа е важно во имплементација да водиш чек-листа, запишуваш на дневно ниво што си сработал, што не, и на крајот на месецот ќе отвориш. Зошто ова мораш да го правиш? Затоа што истото што сега ти зборувам тебе, ако си прав предприемач, ако сакаш самоуправлачка компанија, истото мораш да го направиш и со твојот тим. Вака се функционира во компанија. Јасни улоги, јасни правила, јасни задачи. А подоцна прашањето е едноставно. Дали го работиш ова како што треба? Или ништо не си сработал? Тогаш вработуваш луѓе кои што работаат по системот кој што си го креирал, а ги отпушташ оние кои што не сакаат да работаат по систем. Нема овде убав е, гаден е, млад е, стар е, многу збори, малку збори. Овој ми од братучет ми, овој од татка ми, овој од 15 години, овој. Што има врска тоа? Единствено, дали ова што го сега зборуваме го работи или не го работи? Јас се смеам често пати со предприемачите кои што ги менторирам. Ако ти ова не го направиш и не го работиш, кој треба тебе отказ да ти даде? Или со други зборови, дали реално треба сам да си дадеш отказ од бизнис? Зашто знаеш дека е клучно, знаеш дека е важно, си направил акцијски план, а не го работиш. Што правиме сега? Реално треба да си даде отказ сам. Зошто? Затоа што е свесен, знае како, ама не работи. Така е. Супер, се надевам дека ова подкаст епизода ќе ти биде од корист и само за информација, на 9 декември во Хотел Хилтон ќе одржам тренинг за мала група на предприемачи, значи ограничени са местата. Под ова видео ги имаш линкот на кој што можеш да се пријавиш. Имаш две варијанти, стандард и VIP карта, доколку сакаш опишано ти е се тамове детали. Ако да знаеш само дека местата брзо се пополнуваат, како знам од искуство, ова е 100-ти веќе тренинг, не е прв,
каде што се ова што го зборувавме до сега, буквално ќе го поминеме по секој ниво во бизнисот, секој индивидуално си има работна книга, чек-листа со задачи за сите 9 сегменти, што имаш имплементирани, кои системи ти недостасуваат, во што ти е најслаба карика, кои чекори треба да ги имплементираш за да дојдеш до самоуправачка компанија и на крајот на денот да изградиш бизнис како што ти сакаш, а да имаш време да си живиш живот каков ми ти сакаш. Ете, ако ти звучи и ти изгледа како што треба, пријави се на линкот под ова видео, се гледаме во следно некое видео или на тренингот на 9 декември. Поздрав од мене и довидување.